Доскорешниот опозиционер во Советот на општина Кочани, Аки Акиов, ги смени партиските определби. Наместо во клупите на опозиционата коалиција, одсега ќе седи сам, но ќе ја брани власта. Непотврдените информации што за таквата партиска трговија кружеа во јавноста, реши самиот да ги обелодени. На почетокот од 12-тата седница на Советот излезе на говорницата за да го соопшти сопствениот став. Сакам да информирам кочанската јавност дека од денес во Советот на општина Кочани ќе бидам како независен советник и интересите на ромите и ромската заедница ќе ги застапувам преку програмата на ВМРО ДПМН, што значи од денес во Советот на општина Кочани ќе гласам по програмата на ВМРО ДПМН. Дополнителни образложенија за ваквата своја одлука Акиов не даде. Се заблагодари на довербата и се смести во последната клупа во салата на Советот. Опозицијската советничка група без поголемо изненадување ја дочека изјавата на довчерашниот политички истомисленик и најави продолжување на своето работење. Како од досега, така и од сега, советничката група на СДСМ и на останатата опозиција беше во опозиција и сега е во опозиција, уште по-конструктивно, меѓутоа и уште по-жестоко ќе ги напаѓаме сите политики на власта, не со боева амуниција, туку со конкретни предлози и смерки кои што мислиме дека ќе бидеме од полза на граѓаните на општина Кочани. Со преминувањето на Акиов во редовите на власта се смени и односот на силите во Советот од 11 спрема 8 во нејзина корист. Со тоа таа си обезбедува поголема комоција во предлагањето и гласањето на одлуките, што беше забележливо уште на оваа седница. Кои се причините што е направена политичка купопродажба на еден од најгласните критичари на власта кога се во прашање барањата на ромската заедница, за сега е непознато. Сепак, во салата на Советот можеа да се слушнат коментари дека цената за тоа не била премногу висока, односно била компензирана со работен ангажман на неопределено време во една од јавните институции што се под ингеренции на локалната власт.